продолжение ќе зборуваме за Европскиот шампионат во кајак на диви води кој што се одржа кај нас. 176 учесници од 18 земји продефилираа со своите кајаци во изминатите 4 дена. По тој повод гости во студиото ни се Атанас Николовски, спортскиот директор на Кајакарската федерација кај нас, еден од организаторите на овој настан, и Љубомир Спасич, нашиот репрезентативец. И лани беше четврти во Германија на Европскиот куп. Так. Финале од Европскиот куп. Финале од Европскиот куп. Добар ден и добре не дојдовте. Добро не најдов. Како што кажа Атанас, пред некое време беше наш гостин во емисијата, тогаш веќе го најавивме ова европско случување, го најавивме тогаш и ИКАСот и така натаму. Певот како се заврши, какви се впечатоците од ова европско случување кај нас? Така, најпрвен благодарност до вас што не повикавте повторно да ви бидеме гости. Благодарам што собравте сила за да бидете гости. Да, затоа што пред колку часа заврши денешниот пред еден час. Пред еден час? Да, пред еден час и директно дојдовме кај вас, први гости. Искрено, значи, доста заморно. Јас ако се гледам од телевизор, оцрнен целиот ден се видел во гледало, барем овие 2 недели. Меѓутоа, шала на страна, поминавме супер, делегатот е презадоволен, гостите сите се задоволни. 4 дена надпревари, плюс 1 ден со свеченото отварање, 5 дена. Гостите беа тука 10 дена, значи 176 надпреварувачи може да ги пробаат реките во градот Скопје, односно реката Вардар и реката Треска. Така да впечатоците се уште се онака свежи, се сумираат, меѓутоа генерално добивме позитивна оценка и за следната година, мислам нека за европското за јуниори 2018 повторно ќе бидеме спремни како иако таму ќе има многу повеќе надпреварувачи. Голем број на кајакари кои што моментално еве се дел од европската и светската кајакарска сцена, се на врвот моментално би рекла, значи учествуваа на европскиот шампионат кај нас. Како тие го оценија овој настан? Кажа дека се задоволни. Така. Што ти кажаа тие и колку тие уживаа во убавините пред се, што ги нуди Матка и нормално градот Скопје? Прво беа презадоволни од Матка, значи немаше некој од надпреварувачите па и од водачите на екипи да не биде чудо невидено од убавината на Матка. Особено овие 2 дена кога надпреварите беа на Матка, значи сабота и недела, кога горе дојдоа по моја слободна проценка околу 10.000 гледачи. Вистина голема посетеност, да, супер. Огромна посетеност. Надпреварувачите беа стварно чудо невидени од она што се случуваше горе на Матка. Имавме забава 2 дена, диџеј. Така да пред сим се свиеше кањонот Матка, градот Скопје нормално, а Треска пред се од оние, значи од надпреварувачки аспект Треска им беше предизвик? Па поголем предизвик него реката Вардар. Таму тоа беа 2 различни дисциплини. Меѓутоа од Треска беа нормално по-фасцинирани. Ете го човекот кој ќе зборува за надпреварувачкиот аспект. Колку од прогнозите остваривме? Па лично од моите прогнози, јас мислам дека ги остварив до некаде. Само мој дел на кривица ќе го земам неуспехот за пласман во финалето, бидејќи очекував искрено бар да се најдам како 15-ти, односно последно пласиран за финалното возење. Не успеав, завршив 17-ти, така да ништо не е изгубено, продолжуваме понатаму. Ама зошто секогаш ни недостасува толку малку за да направиме одличен резултат? Па видете се, вака, од аспект на надпреварувач, поготово кога се работи за оваа дисциплина за спустот, одлучува и стотинка, камоли секунда, така да... Само ќе те прекинам за момент, бидејќи Работнички погоди пречка во 46-та минута од дерби пресметката против Вардар. Вардар води со 1-0, не води Работнички 1-0, а Работнички имаше шанса за израмнување, погодија пречка во 46-та минута. Ова е во живо од Националната арена во Скопје.
Ја мислев дека работнички води, бидејќи најавам за работнички, ама гледаш сега. Но на табелата пишува работнички дека води дека 1-0. Така, тоа е грешка. Тоа е грешка, добра. Љубомир, дали чувствуваше поголем притисок со оглед на тоа што можеби највеќе нели се очекуваше од тебе на овој натпревар? Па покрај тоа што се очекуваше од мене највеќе да постигнам, не ми беше мене кој притисок, не го чувствував тоа лично, онака не го земав здраво. Поголема одговорност можеби да ги исполниш очекувањата. Таков притисок, јас имав многу голема желба да успеам да се пласирам во финалното возење. Штета што не успеав. Добро се подготвував, значи бев на подготовки со најдобрите во спринт конкуренцијата. Тука беа словенците кои што ги заземаа првите 3 места. Со нив бев на подготовки, потоа заминав на Европски куп во Бања Лука, исто таму завршив во финале како 9-то пласиран. Пред заминувањето настапив на Европски куп тука кај нас на Матка, завршив како 2-ро пласиран. Така да кога ќе ги сумираме резултатите, мислам дека оваа сезона за мене е успешна до сега. Се надевам. Тек е почеток на сезона. Имам настапено на 4 надпревари, од кои на 3 сум бил во финале. Очекувам сега следуваат настапи од светскиот куп во Швајцарија и во Германија. Очекувам таму барем на еден од тие надпревари да се пласирам во финалето, па во која категорија, во која дисциплина? Во спуст. Во спуст. Да, значи ќе настапам и во класик и во спринт. Да појасниме малце за гледачите, класик дисциплината, односно категоријата се вози на 5 километри, додека спринтот се вози на некои си 200 до 500 метри. Ова се инсерти од трките викендов? Да, моментално го гледам европскиот првак. Дебелјак, да. Ова е спринт? Да, ова е спринт. Ова е спринт на на треска, тоест на треска, така. А класикот беше резервиран на потечењето на реката Вардар. Тие беа првите 2 дена. Да, ни е потребна поголема должина. Се одлучивме за да биде во град, бидејќи ќе биде поинтересно и за гледачите во Македонија, од оние нели луѓе што за публиката што ќе дојде, што ќе ги гледа. Да, затоа што сепак Матка е ограничен просторот и луѓе кога ќе дојдат некои се враќаат назад, меѓутоа на Вардар и ни треба и поголема дистанца, значи 4 километри беше патеката на Вардар од мостот Обединети нации до градскиот парк во кајакарскиот клуб Илинден. Пред се беше промоцијата, значи и граѓаните да се запознаат со овој спорт. Кога те прашав за резултатите на нашите на Европското првенство, Атанас, се окей, ама потврдивме тимски. Па не е гостин, ама тука во студиото е тој што малце ја зезна работата. Јас коментирав во тој момент, меѓутоа ги видов дека ќе направат грешка. Односно Александар Златаров, кој возеше како втор, на последните 30 на метра, веројатно, сега не сум разговарал со него, меѓутоа веројатно не избалансира убаво со кајакот. Овие се кајаци кои се по 4 метра и тешко се регулира, значи он мора да фати добар правец уште на почетокот за да може да биде брз и прецизен. Направи една грешка. Значи бите на стартот. Да, значи требаше се поредат еден позади друг, да бидат во линија и да се пратат. Љупче малце избега, они двајца останаа позади, Аце сгреши, се удрија со Енис и тоа е тоа. Значи доста да речеме италијаните кои беа претенденти за златниот медал, на истото место се удри еден меѓу друг, вториот се преврде, изгубија златен медал. Претесна е стаза, значи стазата е доста тесна, треба точно да се погодат линиите, една грешка кошта медал. Особено да речеме у категоријата К1 кај што Љупче настапува, во мислам дека секунда и пол беа 7 души. 7 надпреварувачи. Чувствувате дека конкуренцијата меѓу кајакарите, меѓу репрезентациите е поголема од надпреварување на надпреварување? Па да, јас лично бидејќи настапувам на сите овие надпреварувања што се во текот на една календарска година. Од надпревар во надпревар се поголем број на надпреварувачи доаѓаат и некои ротации во останатите репрезентации, вклучуваат и млад кадар.
Мислам дека и кај на себе со вклучувањето на Александар Златаров, Енис Небиевски, Виктор Миланов, кои што се претенденти Таа нова гарда. Да, претенденти Тоа, за добро. Нова генерација која што ќе го наследи Атанас, Лазар. следната сезона, да. Како домаќини, барем они успеат да се пласираат во финалното возење, барем еден од нив. Добро, значи, она што го форсираме и во едната и во другата дисциплина е да овие млади надпреварувачи сега моментално што ги имаме се од некаде од 16 до 21 година. Така да тоа се доста млади надпреварувачи. Јас очекувам во годините, во овие 2-3 години, тие веќе направат еден огромен чекор. Ние се трудиме да што повеќе имаат подготовки. Горе на Матка центарот им е среден, имаат, значи сега моментално е реновиран, имаат соблекувални, горе имаат соби за спиење. Бидејќи сте дел од организацијата, практично еден од главните луѓе кои што се задолжени за целата организација. Наоѓаш време да им помагаш на репрезентативците во однос на подготовките, во однос на техниката, во однос на начинот на кој што ќе се тркаат? Па знаеш како... На клучните моменти каде да не сгреша, затоа што ти Матка ја знаеш на памет. Односно треска, да, ја знаеш на Да видам секој одговор и он ба ја се надоврш. Па видите вака, значи кога падна и првиот снег во нашата држава, Атанас константно беше, бидејќи ја моите тренинзи заедно со Александар Златаров ги обавував тука на Вардар. Ја впрочем и ја тестиравме и класик патеката. Константно он беше со нас, он доаѓаше, не возеше, односно го возеше автомобилот, па не враќаше горе на старт, па поново и поново. Разговаравме у делот на, бидејќи ова дисциплина има специфичен завеслај, не е како оној слалом завеслај, у делот на техниката на завеслајот, у сите оние технички недостатоци кои што ги имаме јас и Александар. Колку ме послуша? Сакаше да каже дека тогаш имаше време да се Не, тогаш има време, да. Сега време. искрено не можев толку да бидам присутен, бидејќи сум технички организатор на првенството и стварно не може да се уклучам. Меѓутоа, за класичните надпревари, особено на тимските возења и на едната и на другата, им дадов 2-3 инструкции кои не ме послушаа. Добро се, ајде, Љупче, не знам, не бев горе на старт. Љупчо, зошто не го послуша Атанас? Не, значи он ни даде добра инструкција, но Добро, Но беше искуството тешко мислам дека... изводлива, може би. не, и беше Не, изводлива. беше значи, вака, планот беше на класичните надпревари, бидејќи 13 минути некаде се вози, 4 километра, значи тоа е временски вака долг период. Беше планот да Александар Златаров на почетокот старта ја повлече екипата и првите 4-5 минути да биде предводник. Се менуваат, он иде на трето место, од тука повлекува Виктор Миланов, Љупче е втор и уствари што е поентата да они се возат еден позади друг на бран. Значи кога се, да речеме, по наше шлепаш, позади, не трошиш толку енергија. Виктор води некаде до Систина болница да требаш и од тука требаше да превземе Љупче За до доле. финиш. Арно, ама нешто не знам што им е, уште не сум разговарал со нив, го гледам Љупче од згоре до доле ги води. Што беше работата, не знам. Денеска нема време да им кажам. Меѓутоа, тимските возења се доста комплицирани, особено на вакви стази каде што е доста, патеката е доста тесна, треба да бидат еден позади друг и да се пратат во завесла. Значи има правила по кои што треба да се... Криво, не, нешто Па, да. мене ми е криво, јас кога би, еве, Дел од тимското ова е спринт. која е? Ова е Чешка. 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 Да, значи да, еден Мислам позади, дека еден заврши Позади позади друг, позиран. си се штитат на некој начин, так, тука мора... А веќе тука не може да се возат на бран. Еве ги италијанците. Да, еве, една Сега, ако- грешка. Имаше тројца Продолжи учесници, инсертот до- кајакари од Италија или повеќе? Пошто во македонскиот тим беа Значи- 7 кајакари, вклучувајќи Да, тебе они беа 14. А, 14, Да, аха. две Во комбинации. една дисциплина има право да настапат 4 надпреварувачи од држава. Ова е дисциплина C2, само да пояснам. 3 Добро. пута C2. 3 пати Тимско. C2. Имаше изненадување на Европското првенство, неочекувани победници, медалисти? Па ја искрено не се надев дека словенците стварно се добри, меѓутоа мислев дека нема да земат прво, второ, трето. Значи они беа прв, втор, трет буквално во најјаката дисциплина кајак едносет за мажи ги зема првите 3 места.
покрај французите, покрај италијаните, чесите кои особено правило ги освојува. Па чесите и французите, ја мислам дека сега немам статистички податок бидејќи завршивме пред малку, меѓутоа мислам дека чесите и французите имаат највеќе освоена медалја. Италијаните тука нешто, меѓутоа чесите дефинитивно и французите. Освен во машка имаш и надпревари во женска конкуренција. Која земја највеќе се истакна? Па мислам дека италијанките во класични надпревари беа европски шампионки. Па и во спринт. Исто и во спринт. Во C2. Да. Двете сестри, Така да... А каква е заинтересираноста на жените кај нас за кајакот? Има ли жени кои што сакаат да се занимаваат? Да гледаат, да, со овој спорт? Па да веслаат, да гледаат, има многу. Тешко, многу слабо. Значи има некаков интерес, почнуваат, меѓутоа прашуваат. Добро, тоа е почнуваат, меѓутоа некако го сметаат за машки спорт. Ама вие ако земете, не знам, Словенија, колку има машки во тимот, толку имаат и женски. Не знам, Чешка исто, Словачка да не правиме. Зошто е добар овој спорт за жените? Ајде да ги натераме на некој начин. Не е само за жените. Види, пред се е убав спорт затоа што е во природа. На отворено си, вода, зеленило, дрва, од еколошки аспект вака. За девојче, точно, сега мораме да бидеме малце самокритични као спорт, нели, девојките сакаат да изгледаат убаво, не сакаат да бидат во рамената трапез. Сакаме. И да имаат плоскавици на Да, рацете. значи, искрено, во зимскиот период, кога температурите паѓаат, да речеме, на 5 степени под нулата, се треба да се седне и да се весла. Тука е главниот проблем. Да. Па види, главен проблем, ако земаш така, главен проблем исто и кај машките, не е... Па добро, вие сте поиздржливи. Ајде. Но... Признав. Јавно признани. Така, но во секој случај е добро и за жените да се занимаваат со кајакарство, добро е затоа што... Во секој случај, значи, кајакот е индивидуален спорт, не може да земе примат на екипните спортови, меѓутоа дружбата со голем број на надпреварувачи од странство, од она што ќе останат како пријатели. Јас сум 30 години, оваа година е 87-ма прв надпревар ми беше и оваа година се откажам, значи 30 години надпреварувачка кариера. Имам, не знам, стварно многу пријатели од цел свет. Значи, тоа е едно нешто што останува во животот, нормално се пријателите. Кај год да отидам, имам пријатели. Дружбата е пред се нормално одлична работа, шетање, колку може да се подразбере под шетање, меѓутоа да се видат земји кои не може да ги видиш ако нормално. И да се осознаат на таков начин. Па да, јас обично им викам на родителите реки какви се во цел свет. Јас обично им викам на родителите, добро, дали вие на вашите деца може да им платите месец дена во Словачка да идат? Па не може. Па ние им плаќаме, да речеме, минатата година, нашите стипендисти месец дена беа во Словачка на припреми. Плюс и на други надпревари, така да... Ги спомена индивидуалните спортови. Што мислите, дали индивидуалниот спорт е ставен во втор план за разлика од екипните кај нас? Најлути злате, сега го кажеме. Добро, значи, како што кажав, приматот секогаш го земаат екипните спортови, не можеме да се рамнеме со... Па, гледај, сега ти правиш 15.000 гледачи во една сала, да речеме, за ракомет, на матка доаѓаат 10.000, меѓутоа разликата е огромна. Овде го гледаат на медиум. Добро, еве, да речеме, последно време и кајакот е веќе се форсира на медиумите. Так. Мислам дека треба да се направи некој баланс. Порано имаше баланс некој да оние дечиња што не може да успеат, да речеме, во фудбалот или во ракометот, се превзема од нив и може да успеат. Не, може да успеат во индивидуален. Не мора да значи дека ако отишол сега ќе тренира фудбал и тука не успеал и тука завршува неговата кариера, готово падна за него све. Значи би требало дечињата да пробуваат и во индивидуалните спортови.
Може би ќе се пронедат многу повеќе, туку ако немаат и тренерите имаат огромна улога, играат огромна улога. Значи ако од некој освен ако не се технички организатори. Тогаш не може на сите страни да се посветат. Пред да се фокусираме кон крајот на разговорот и да зборуваме за активностите кои ќе ви следат во периодот, има неколку дерби надпревари вечерва. Реал Мадрид и Барселона ја продолжуваат трката за шампионската титула во Шпанија, ама сите погледи вчера беа свртени во германското првенство. Лајпциг изгуби неверојатен надпревар против Бајер Минхен. Бајер славеше со 5-4, откако губеа по 70 минути со 4-2 од Лајпциг. Еве ги прилозите за надпреварите на Реал Мадрид, Барселона и за победата на Бајер Минхен. Првиот човек на Реал Мадрид, Зинедин Зидан, изјави дека неговиот тим се уште не освоил ништо оваа сезона. Тие се во пол позиција во домашниот фудбалски шампионат, каде нема триумфирано од 2012 година, а ќе играат и во финалето од фудбалската лига на шампиони против Јувентус. Lo hicimos hasta ahora fenomenal. До сега завршивме одлична работа. Сите во клубот се феноменални. Во Ла Лига сме во одлична позиција, ќе играме во финалето од Лигата на шампионите, но се тоа не значи ништо доколку не освоиме титула, а до сега немаме освоено ништо. Работиме многу напорно за да бидеме најдобри што можеме, за да победуваме. Имаме 3 финалиња до крајот на сезоната во Ла Лига. Секое финале ќе биде со посебна тежина. Сепак за сега размислуваме само за мечот со Севиља. Францускиот стратег појасни дека некогаш е многу поважно да се менаџираат различните карактери на фудбалерите отколку тактиките на теренот. Според Зидан, секој играч е различен и мора да му се пристапи на индивидуален начин, но дека ужива во менаџирањето на кралскиот клуб. No he esperado este día para saber lo que... Пред да говориме за играчите како за егоисти, треба да говориме како за личности. За мене, најбитно е тренерот да успее да ги менаџира играчите, и како поединци, но и како група. Не велам дека јас сум безгрешен во оваа работа, но според мене, подобро е да се менаџира со играчите отколку со тактиките. Впрочем, се е важно кога водите вака голем клуб. Реал Мадрид се уште го слави пласманот во големото финале од Шампионската лига, за нив трето во последните 4 години, но кралскиот клуб го чека голем предизвик, бидејќи ќе играат против четвртопласираната Севиља, во обид да го продолжат чекорот кон првата титула во Примера дивизион по пауза од 4 години. Реал и Барселона во моментов имаат по 84 бода. Иако каталонците се подобри во меѓусебниот дуел, мадридјаните имаат надпревар помалку, оној со Селта Виго, кој ќе го одиграат в среда. Во последното коло Реал Мадрид игра со Малага. Тренерот на Барселона, Луис Енрике, изјави дека надпреварот против Лас Палмас ќе биде многу тежок, но дека неговиот тим ќе се бори за титулите во Ла Лига и кралскиот куп, се додека има и најмала шанса за тоа. Слободно ќе речам дека ова е исклучително тежок меч, најмногу поради тоа што играме на противнички терен, каде домашниот тим игра многу добар фудбал. Лас Палмас е одличен состав, а кога игра пред своите гледачи кои се многу енергични во бодрењето на својот клуб, знае да им направи проблеми на најдобрите клубови во Шпанија. Лас Палмас е еден од тимовите кои има значителен напредок во однос на минатата сезона. Тоа е уште еден факт кој не ни оди во прилог. Како и да е, ние одиме таму за да ги освоиме 3 бода. Само довербата кај фудбалерите, менаџерскиот тим и сите останати во клубот е на највисоко ниво и нема да застанеме додека не ги освоиме и 2 титули кои ни се надофат. Во првенството ќе биде неизвестно до последното коло, додека во купот ние сме дел од финалето. Воедно тоа ќе биде и последен надпревар оваа сезона. Сепак, колку и да е полн со пофални зборови за својот противник, Енрике појасни дека Барселона ќе се врати со полн тлен од Канарските острови, особено што Лас Палмас на последните 10 меча забележа дури 7 порази. Столбот во одбраната на каталонците, Жерар Пике, имал проблеми со здравјето изминатава седмица и нема да биде дел од тимот за дуелот со Лас Палмас. Ова е огромен проблем за дефанзивната линија на Барса, бидејќи тие и онака се без Жереми Матие, Серхи Роберто и Алеиш Видал. Тој нема да биде дел од составот за мечот со Лас Палмас. Не тренираше цела седмица, не се чувствува баш најдобро. Нема да ризикувам ништо. Пике е важен дел од тимот и ќе чекам негово целосно опоравување пред да му дозволам повторно да игра. Се надевам дека тоа ќе биде веќе на следниот дуел против Ејбар. Барселона, покрај надпреварот со Лас Палмас, до крајот ќе игра и против Ејбар, што е и последен меч во шпанската Ла Лига за оваа сезона, а веднаш потоа на 27 мај ќе се соочи и со Алавес во финалето од кралскиот фудбалски куп.
Лајпциг и Бајерн одиграа неверојатен меч во предпоследното коло во Бундеслигата, каде од претходно беше јасно дека овој дуел меѓу двете водечки екипи во Германија нема да решава ништо за титулата, а славеа баварците со неверојатни 5-4 кои постигнаа 2 гола во финишот на средбата. Лајпциг имаше предност од 2-1, 3-1, 4-2 на надпреварот, на кој на крајот сепак загуби. Домашните победоа со голот на Сабице Руште во втората минута, а Левандовски од пенал издрмни 15 минути подоцна. Во 29-та минута пенал за Лајпциг кој го реализира Вернер. Полсен за оваа екипа постигна гол во 47-та минута за водство изразено со 2 гола разлика, односно 3-1. Баварците преку Алкантра во 60-та минута намалија на 3-2, но 5 минути подоцна Лајпциг повторно стигнува до водство со 2 разлика. Прецизен Вернер за 4-2. По последните 25 минути од надпреварот, 3 гола за шампионот на Германија кој стигнува до победа. Левандовски намали на 4-3 во 84-та минута, а потоа во финишот уште 2 гола за гостите преку Алаба и Робен за неверојатен пресврт и победа на Бајерн Минхен. Ете, видовме на кој начин Аријан Робен му донесе триумф на Бајерн Минхен против Лајпциг во неверојатниот надпревар кој заврши со 5-4 победа за актуелниот првак на Германија Бајерн Минхен. 3 месеци турбо кајак, Европски куп, ИКАС, Европско првенство. Љупче, напомена кој е твојот фокус на надпреварување во идниот период? Стремиш на барем едно финале? Од светска категорија, додека моментално во генерален пласман на европските купови сум како втори. Го бркам прво пласираниот кој ми бега за 6 бода. Се надевам дека ќе остигнам. Ми простануваат уште 2 европски купа, тие се во август. Се надевам дека ќе остигнам и дека ќе успеам да бидам како прв во оној генерален пласман на европските купови. Ја искрено се надевам дека ќе најдеш вистинската линија по која што ќе се движиш на тие трки. И јас исто. Атанас, го получивте тестот еве за успешно организирано европско првенство. Што е следно? Светско првенство? Какви се апетитите за воиднина? Па вака, значи не застануваме тука. И годинава имаме уште три меѓународни настани во Република Македонија. Значи 2 се во Велес и 1 во Охрид на Мирни води. Тоа е во Република Македонија, а иначе сега за две недели некаде идеме со слалом екипата во Словенија на Европско првенство. Има светски купови, Љупче иде на светски купови, Мирна вода идат на Европско и на светско првенство. Имаме, значи, пошто имате многу настани. Види, моментално се 4 дисциплини. Значи, Кајакарска федерација на Македонија има 4 спорта внатре. Така да сите 4 спорта да отидат некаде, може да замислиш што све треба да се направи, да се... Колка логистика да се... Она што е многу битно, следната година имаме 2018 година, значи имаме Европски куп повторно, имаме 50 години линденски кајак слалом и имаме Европско првенство во месец јули за јуниори и сениори до 23 години. За 2019 година кандидати бевме за светско првенство. Кај нас да се организира, така? Меѓутоа, најверојатно од она сега денеска што го дознав, за некој ден имаат бордот на директори на Светската федерација. Мислам дека Братислава некако ни е на чекор пред нас. Конкуренција. Да, не, Братислава веќе ни е конкуренција, меѓутоа мислам дека се во блага предност пред нас. Ќе видиме како ќе биде. Ќе бидеме повторно кандидати, ние ќе се ако не го добиеме светското првенство, ќе кандидираме за светски куп од 2019, па 2022 да се кандидираме за светско првенство за сениори. Значи во најаката конкуренција повторно. Така да не застануваме, идеме напред. Сме фокусирани, значи, на многу работи, бидејќи се веќе стварно се проширивме како спорт, од слаломот, мирните води, спринтот, дивите води, спуст, сега новата дисциплина суп, стендап педлинг која е доста актуелна во цел свет. Тоа се тие 4 спортови кои што ги напомен. Да, тоа се 4 спорта кои се внатре во Кајакарската федерација на Македонија, така да имаме богата агенда. Богата агенда. Да, од година у година, еве баш и разговаравме со генералниот секретар на
светската кајак на Европската кајак федерација, која е во Скопје, господинот Бранко Ловрич од Хрватска, разговаравме да следната година бидеме кандидати за некој европско или светски куп во маратонско кајакарење, значи маратон. Би се направиме тоа на Охридско езеро, така да тоа е плюс уште една дисциплина, малку плюс уште една обврска, покрај многуто што ги имате, но тоа е добро, да, добро е да ги има, лошо ако ги нема. Со самото тоа што, да речеме, Кајакарска федерација на Македонија, до сега имаме 3 меѓународни настани во Република Македонија, плюс уште 3, тоа се, значи 6 настани за оваа година. Так. Мислам дека е богата програмата што ја нудиме на посетителите кои ќе дојдат, меѓутоа и како федерација која сака да промовира Република Македонија онаква како што е, со сите нејзини убавини па и мани, не само нашиот спорт, нели? Така да целта ни е таа единствена и мислам дека ќе успееме во тоа. И ние ви посакуваме големи успеси во организацијски план, а нормално Љубомир, тебе ти посакуваме успех да оствариш подобар пласман во надпреварите кои што ти следуваат во овој период. Тука би требало и да го завршиме денешното издание на емисијата Индирект. Злата, треба да кажем уште некоја информација во однос на надпреварите кои што се случуваат или завршивме се и со тоа? Гледате телевизија Нова во среда на 17 мај ексклузивно преносот финалето од Купот на Македонија кој се игра во Струмица на стадионот Младост. Ова е моментот да го промовираме спортот на оваа телевизија покрај тоа што Европското првенство за младинци од 17 јуни исто така ќе биде на овој канал. Ви благодарам што бевте со Индирект.